Со свечена изјава на денешната седница едногласно беше верификуван мандатот на новиот советник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Советот на општина Виница, Кристина Харалампиева, дипломиран македонист кој доаѓа на местото на Горан Ѓоргиев, кој доброволно се повлече од оваа функција. А согласно добиеното известување за поднесената оставка од советникот Горан Ѓоргиев од село Лески, општина Виница, број 09-547/2 од 18.6.2019 година, Општинската изборна комисија Виница го предлага за советник наредниот член на листата на СДСМ и коалицијата Кристина Харалампиева од Виница. Потоа советниците расправаа по точките од дневниот ред. Високите температури повеќе не се проблем за водоснабдувањето на градот, во функција се сите капацитети, но се уште е проблем со селото Лески, каде неконтролираното трошење на жителите во ниските зони ги остава без вода жителите од повисоките зони на селото. Поврзувањето на селото со постоечката филтер станица е проект кој жителите го чекаат со години, но од друга страна, жителите остануваат политички поделени во однос на алтернативното решение за преземање на селскиот водовод од страна на јавното комунално претпријатие Солидарност. Советот донесе заклучок за да се покрене иницијатива за изградба на нов зафат на Големчево кај Пресека, каде веќе е потврдено присуство на здрава и квалитетна вода за пиење, како и реконструкција на капатажата во село Трстија, каде се уште има проблем со водоснабдувањето. Согласно иницијативата за невработеноста, која ја дискутираат денес советниците, некои значајни поместувања нема. Последните неколку години бројот на активни баратели на работа е во рамките на 500 до 600, додека пасивни се од 1100 до 1200, од кои најголем процент се неквалификувани, а од високообразовните на список нема инженери, но има економисти и правници. Бројката на социјални осигуреници е 4855 на ниво на општина. Советниците денеска со мнозинска подршка ја изгласаа новата систематизација на детската градинка Гоце Делчев, каде во моментот има 51 вработен, а систематизирани се 60 работни места, кои предвидуваат и сосема нови позиции кои досега ги немаше. Согласно измените кои минаа на влада, вработените во градинката од јуни ќе добијат покачување на платите за 16%, а од август за нови дополнителни 5%. Советот ќе усвои иницијативата на новоформираното советодавно тело за бележење на паркинзи кај здравствениот дом, како и обележување на косо паркирање на улицата Маршал Тито, но апелираше до Советот за безбедност и до општината за побрза имплементација на сообраќајните решенија кои беа изгласени на претходните совети. Иако со низа забелешки од опозицијата, сепак едногласно беше поддржан новиот проект на Ромскиот ресорен центар, поддржан од делегацијата на Европската унија во Македонија, со кој би требало да се овозможи комплетна урбанизација и легализација на објектите во блок 18, кој го опфаќа ромското маело во Виница. Проектот е вреден повеќе од 1 милион евра, а општината треба да учествува со 13.000 евра. На 12 и 13 јули за Павловден работното време на устителските објекти ќе биде продолжено за 2 до 3 часа заради концерти и настапи на еминентни музички имиња.